Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за менструалните циклуси кај жените што интензивно вежбаат. Колку често спортистките го игнорираат фактот дека загубиле менструацијата, сметајки дека тоа е нормално. Што значи нередовниот менструален циклус за женското здравје? Какви се спортските резултати во моментите кога жените се соочуваат со менструално крварење, PMS, односно предменструален синдром или пак овулација? Има ли спортови каде што е посакувано отсуството на менструацијата? Имаме многу прашања кои што денеска ќе ни ги одговори доктор Виолета Николов, специјалист по гинекологија во клиничката болница Жан Митрев. Следува навистина интересен разговор, затоа останете на Телма и веднаш проследете го разговорот по рекламниот блок. Во денешната емисија зборуваме за менструалниот циклус кај жените што интензивно спортуваат, кои што се занимаваат со спорт или пак можеби едноставно голем дел од своето време посветуваат на некоја физичка активност. Гостинка во студиото ни е доктор Виолета Николов, специјалист по гинекологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата. Истовремено и ги поздравувам гледачите што ќе не гледаат за ваква, мислам дека една од најозборуваните теми за спортот, меѓутоа за гинекологската страна која што влие во спортот никој не зборувал. Така, воопшто не се зборува за сето тоа, а има навистина работи кои што треба да се апострофира, за да може се да се појасни и разбер во оваа тема. Најдапред ние како гледачи треба да сватиме што значи тоа редовен менструален циклус. На колку дена треба да се добива менструалното крварење? Па вака, менструалниот циклус е 28 дена. Тоа го земаме како бројка, нормална бројка, меѓутоа отстапки има плюс минус 7 дена. Значи, од 21 до 35 дена е нормално да очекува спортистката и било која жена да очекува циклус. Се што е над 35 дена, значи помалку менструални циклуси во текот на годината, или под 21 ден се повеќе менструални циклуси. Тука веќе гледаме патологија. Се што е од 21 ден до 35 дена е нормално. Со траење на обично на крварењето, на менструалното крварење, кое што се брои од првиот ден кога тогаш започнува менструалниот циклус, од 2 до 7 дена. Се друго што отстапува е патологија. Се смета за некаква дисфункција на менструалниот циклус. Дали секоја промена на хормонскиот статус кај жената ќе се одрази на редовноста на менструалниот циклус? Па да, бидејќи женските полови хормони фактички се стрес хормони. Значи било каков стрес во животот на жената, било позитивен, било негативен, реагираме, сите реагираме, меѓутоа кај жената веднаш се гледа. Така да првите стрес хормони се и женските полови хормони, веднаш циклус изостанува. Доколку изостане 1 до 2 циклуса, може да дојде на преглед, не е некоја патологија, бидејќи после повторно влегува во нормален циклус. Така да тука може и третман да нема, меѓутоа сепак стресот е најбитен. Во денешниот живот не можеме да го избегнеме стресот. Дали интензивната физичка активност и интензивните тренинзи понекогаш може да представуваат стрес за женскиот организам и воопшто за било кој организам? Интензивните тренинзи не представуваат стрес, бидејќи на тој начин сите се релаксираме кога тренираме, сакаме да тренираме, сакаме убаво да изгледаме, нели? Секој оди да те истренира, да биде релаксиран. Меѓутоа, кога зборуваме за спортистки, кога се занимаваат веќе со спорт професионално, тогаш веќе интензивните тренинзи и како влијат на нејзиниот живот, доколку се во урамнотежени со исхраната. Така да не можеме да зборуваме за стрес на интензивни тренинзи, може стрес од надпревари, од предкомпетитивни надпревари, каде што се битни резултати, каде што меѓутоа тренингот е стално релаксирачки. Нешто се очекува од спортистката само тренинг, да го научи тоа што ќе го даде тренерот и нели после веќе да покаже, кога треба да се покаже, имаме стрес. И сега, колку се вообичаени нарушувањата на менструалниот циклус кај спортистките, бидејќи се смета дека физичката активност е здрава за организмот, но од друга страна понекогаш има и дисфункција на менструалното крварење?
Па, од спортистките кои што влегле во мојата амбуланта, многу малку влегле, меѓутоа тие што влегле, навистина имале проблем. Иако во Македонија направив неколку предавања по спортски федерации, посебно со женските спортски федерации, каде што не знаја спортистките дека што значи редовен менструален циклус. Дури и да изостанува менструацијата месец, два, за некој нормално 6, за балерините беше нормално 1 година да изостанува циклус, што тоа е не во ред. Не е во ред. Воопшто не е нормално, значи, и неприфатливо, ако ве разбрав добро. Да, значи со тоа веќе влегува жената во друг период каде што изостанокот на менструација веќе ја внесува во период на менопауза практички. Значи не можеме тука за менопауза да зборуваме, меѓутоа за гледачите да разберат дека таа аменореа не е добра изостанување на менструацијата. Затоа треба да се направат превентивни предавања, превенција, значи каде што мора да им се укаже на женските спортистки за редовноста на циклусот. Што велат податоците, светските анализи, колкав процент од жените спортистки изостанува менструацијата? Има ли одредени спортови како што е тоа почесто во однос на други? Вака сега бидејќи балерините можете да се сметат за спортисти на некој начин. Танчиерките исто така. Споменавте, цела година може да немаат циклус. Тие се естетски спортови, да ги речеме, каде што е многу важна линијата на телото, многу е важна нели да бидат не премногу дебели, така да речам, нема спортист дебел, нели? Меѓутоа многу е битно да се послаби. И за да ги естетиката кај нив мора да дојде до израз. Сепак мора да гледаме од другата страна. Гинеколошки не може сами да бидат прегледувани тие спортистки. Тие мора да знаат дека од една страна кај овие што се естетски спортови, они може сами се играат со исхраната за да бидат слаби. Кога спортистката сама се игра со исхраната, може има психолошки проблем од изгледот како треба она да изгледа. И самиот изглед да ја тера во насока дека она треба да се изгладнува, дека она калорискиот внес да не биде соодветен на интензитетот на незиниот тренинг. И тука веќе се вклучуваат покрај гинекологот, се вклучуваат психолози, психијатри, бидејќи може самата спортистка да има психолошки проблем од изгледот, каде што треба да се поработи, за таа повторно да се врати на она насока за добри перформанси, добри резултати, бидејќи во спротивном оди во насока на изостанување и од тренинзи и кон откажување понекогаш и од спорт. Понатаму може во текот на разговорот ќе објасниме тоа. Сега, значи, самата спортистка, доколку има психички проблеми, може би анорексија нервоза во прашање или булимија, значи, сите тие спаѓаат во доменот каде што треба да се воведе психолог или психијатар, каде што треба да се поработи со самата спортистка. Тоа во периодичните прегледи треба да биде внесени и такви доктори, каде што ќе дадат поддршка исто на спортистката, бидејќи изостанокот на циклусот не треба да биде само оставен на терет на гинекологот да го лекува. Значи имаме тимски преглед и тимско лекување. Од друга страна, може самата спортистка нема психолошки проблем, меѓутоа интензивните тренинзи. Значи тоа се например маратонки, атлетичарките, каде што сега ја се извинувам, ја зимам атлетиката за спорт, бидејќи секаде и велосипедисти и пливачи, значи сите можат да од интензивни тренинзи да немаат соодветен внес, значи рамнотежа мора да се има. Се додека се има рамнотежа на внесот и излезот е нели перформансите, резултатите, се додека има рамнотежа, тие спортисти ќе траат и ќе добиваат резултати. А има ли одредени спортови каде што е посакувано менструалниот циклус да изостанува? Да речеме гимнастичарките. Тие што се занимаваат со ритмичка гимнастика знаеме дека се поситни, кај нив и подоцна доаѓа започува менструалниот циклус. Па вака сега, значи они може сакаат баш пред надпревар кога треба нели да се покаже во најдобро светло. Повторно мора да се разговара. Значи да се разговара посебно со гинеколог. Дали треба, кога и како да се изостане менструалниот циклус. Може да се изостане, значи на светски протоколи, каде што
може да се пијат контрацептиви месец-два и после повторно се отфрлаат контрацептивите. Значи тоа само пред надпревар, кога што Само ве пред разбрав. надпревар, бидејќи подолга употреба може би друго ќе ни значи. Значи, нас не треба менструалниот циклус да биде редовен. Прво нешто, кога било која пациентка, значи може не е спортистка, а влегува во фитнес сали и интензивно тренира. Значи ние зборуваме за спортисти или нели аматери да речам, кои што оти денес има и трчаат, нели онака си трчаат заради себе, а 5 пати во неделата. Значи се што е повеќе од 5 пати, веќе го сметаме нели во сериозно занимавање со спорт. И тука веќе за 3 пати не можеме да зборуваме, бидејќи тука не можеме интензивни тренинзи. Значи единствено таквите можат, значи може да се изостанува само со лекарска контрола, да. Да биде Значи препораката, бидејќи ако самата спортистка, еве претпоставуваме, ги користи контрацептивите ради други причини. За да видиме дали она има проблем со исхраната и со менструалниот циклус, фактички она ја маскира самата ситуација. Немаме диагноза. Значи мораме повторно да исчистиме, така речено, од контрацептивите за да добиеме диагноза. Така, сега, што значи за здравјето на жената изостанувањето на менструалниот циклус, односно отсуството на менструалните крварења? Направивте паралела со менопаузата. Дали тоа значи дека дека отсуството на менструалниот циклус ќе влијае директно врз здравјето на коските? Ќе имат ли таков проблем? Да речеме, ќе се соочат ли со остеопороза? Па, значи најбитно е кога хормоните нели како паѓаат, така и циклусот почнува да изостанува. Самото изостанување, значи проблем е веќе кога над 3 циклуси ќе изостанат. Тогаш више висок извичник имаме дека пациентката, спортистката во овој момент, нели, иако и обичните жени, значи третиот циклус веќе значи нешто дека се случува и дека треба да дојде на преглед. Меѓутоа, тоа паѓање на 3 циклуса не мора да значи дека она ќе влезе во дека имам проблем со коските, да речем. Меѓутоа, подолго време изостанување, веќе естрогенот, тоа е женски хормон, да, кој што се намалува и веќе неговото намалување значи намалување на минералниот дензитет на коските. Со тоа ги прави покршливи, не толку витални и кај спортистката конкретно, доколку имаме ваков низок пат на естроген, подолго да се задржи, веќе таа од нигде никаде за време, например, на надпревар, конкретно еве да речам маратон, имаме одредена, бидејќи имам податок, не знам дали можам да кажам за таа спортистка, маратонка, значи за време на трчање на еден маратон, значи од нигде никаде и се крши подколенична коска. Значи немаме механички фактор. Значи, коската само од себе се крши само поради порозност. Така. Поради нели менструалниот циклус што не е редовен, естрогенот е паднат, она има фрактура, што значи тоа? Тоа значи дека се она треба да паузира, треба да значи да се рехабилитира од самата скршеница, колку време ќе изостанува од надпревари. Значи нас еве целта во моментов денеска ми е да разбера дека треба да има редовен циклус за да не доаѓаме до такви ситуации. Во Македонија, на жалост, има. Сега, треба ли во спортските тимови да има и гинеколог? Според вас? Не мора да има, тоа е премногу скапа инвестиција, значи за да инвестираш во гинеколог, бидејќи клубовите едва мислам дека едва и крпат денар со денар за групен некој доктор да ги прегледа, спортска медицина, тек па гинеколог. Така што можам само да кажам сега дека ако забележат ваков проблем, веднаш да се јават на лекар. Барем да се јават, бидејќи не сите имаат проблем. Значи во моментов на клиника Жан Митрев, значи еве се воведува нели во прегледите на спортистките и гинеколог, значи целта е скрининг. Скринингот значи да ги издвоиме сите оние што имаат проблем. Сега може друг ќе рече, значи да направиме проблем кај што нема проблем, меѓутоа чим го издвојуваш значи има проблем. Подобро е да се издвои некој каде што има проблем, да се упати за да не дојде до
да речеме, еве, се скршила коската, значи колку време треба тој да се врати на терен. За да го скратиме тој период, да не дојде до такво нешто. Ако дојде има и за такво нешто, решение нормално. И сега кај жените кои што интензивно спортуваат и има проблем со менструалниот циклус, значи се ова отсуство на менструално крварење, што може да се преземе? Што е првиот чекор? Да, го менувате ли начинот на исхрана? Ке внесете ли естрогенски препарати? Првично морам да кажам, значи дека конкретно за оваа ситуација зборуваме нели исхрана, меѓутоа морам да кажам дека од 2014 година Интернационален олимписки комитет воведува нов термин кој што ние како гинеколози го учевме во нашиве книги од А4 формат на половина страничка женска атлетска тријада или female athlete триад. И тоа уствари е секундарна аменореја поради ниски хормони. И меѓутоа во 2014 година Интернационален олимписки комитет со консензус кажува дека има пошироки рамки сето тоа, дека не е само изостанување на менструација, остеопороза и пореметување во исхрана. Се проширува повеќе дека има и психолошки и физиолошки пореметувања и веќе се дава до знаење дека се станува збор за релативна енергетска дефициенција во спорт. Тоа е синдром, значи немаме еден органски систем зафатен. Синдромот значи дека повеќе органски системи во самата спортистка патат. Целото тело страда. Целото тело, значи недоволна исхрана, значи анемија, значи менталното здравје тука, депресија може да биде кај самата спортистка, значи повеќе иритабилна, значи имунитетот се намалува, може да има проблеми со гастроинтестиналниот тракт, значи целосен дисбаланс има. Не станува збор, сега јас кашлам и имам респираторна инфекција и таргетно лекувам респираторен тракт. Антибиотик взимам и толку. Не. Тука влегува тим кој што прегледува, изолира друга диагноза и сваќаме, кажуваме дека исхраната е таа што причина. Значи имаме функционална причина, немаме органска за да лекуваме. Така. Исхраната е таа која што го доведува до ова спортистот. Првично се почнува со исхрана, мора да се подобри исхраната, бидејќи што ќе лекуваш, да, имаме циклуси изостанати, и јас ќе лекувам циклус, а она исхраната не јаде. Доволно. Значи енергетскиот внес од храната треба всушност да биде еднаков на енергијата што се троши. Да речеме, да има еден знак еднакво мора да има, да. Така да нутриционистот она што ќе го препорача за пациентката, значи првично еве пластично само да појаснам. Значи кога ќе биде препорачана соодветна исхрана за спортистката, значи во првите претпоставуваме дека таа нема циклус, 3 месеци еве да речеме, и сега треба да се врати. Значи контрацептиви не даваш во прв момент. Значи тоа веќе ќе маскираме самата слика. Конзилиарно сме се договориле од целиот преглед, нели јас, интернист, психолози, психијатар и другите што се вклучени, и нутриционистот, дека исхраната е главниот фактор. Кога ќе се коригира исхраната, месец дена почекуваме. Кај спортистката таа можеби ќе паузира 2 недели, 3 недели, месец дена, зависи колку сметаме, колку параметрите кажале дека таа треба да паузира. Значи тука и пауза мора да има, така? А не може туку така да го вратиш пациентот, спортистката да речам, нели, пациентот веќе, нели, кога веќе го лекуваш. И, значи, колку време треба да паузира, за да или под надзор на лекар ќе оди на одредени тренинзи. Со тоа, кога нутриционистот ќе препорача соодветна исхрана, после одредено време, повторно се проверуваат хормони, се гледа ултразвучно како ендометриум на матката, дали реагира на таа исхрана, дали се подобрува хормонски статус. И тука веќе ги контролираме нутриционистите. Значи не туку така е, нели, спортски нутриционист или значи мора да има еднакво. Професионалци така ќе се вклучени. Ќе ги поканиме гледачите во денешната Телма амбуланта да се вклучат со своји прашања. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. На сите прашања доктор Виолета Николов, специјалист по гинекологија во клиничката болница Жан Митрев, ќе ви даде одговори. И сега што значи, докторке, за жената менструалното крварење за време на спортските настани? Влијаат ли врз постигнувањето на резултатот? Менструалното крварење е само психолошки може. Да не нешто се види, да не нешто
Сега Но што го е интензивно крварењето? Некои жени имаат јаки менструации. во главном спортистките немаат јаки менструални крварења. Затоа викаме ке одредени првичните кога ќе се добијат првите менструации или веќе во текот на животот има болни менструации, почни да тренираш нешто, па ќе се намалат и болки, да, ќе се намали болки, ќе се намали крварење, доколку нема друга органска причина. Значи, зборуваме за нешто што е идеално и може без терапија на некој да му се помогне. Но може ли да чувствуваат понекогаш слабост, па вртоглавица, бидејќи сепак се губи крв? Ако и тие веќе се анемични поради несоодветната исхрана, може ли тоа да влијае на спортскиот резултат? Да, тие не само продолжени крварења, не само вртоглавици, значи веќе анемијата значи и друго, значи секако во секој поглед ослабуваат и во резултати. Значи не може да го дадат и максимумот. Цело време може болникави се. Меѓутоа, кога зборуваме за спортистка која што има баланс и која што денеска треба тренинг некој да издржи, а има болки. Подобро тој тренинг да го одлежи, некој одмара, самиот организам да се избори со таа болка, нели нешто ќе земе за болки да тие психолошки делуваат и на тебе, нели сега да се бориш со болка. Значи, тренингот нека се одмори, наредниот ден ќе биде здрава, може да се врати на секојдневните обврски. Но сигурно тоа не е едноставно во тимските спортови, некој од спортистките да отсуствува за време на тренингот, особено при подготовка за некаков надпревар. Да, затоа, нели, кога следат надпревари сериозни, да речем, нели, каде што компетитивност е во прашање, избору кога треба за одреден резултат нешто да се постигне, контрацептиви се воведуваат и изостанува циклусот, ги нема тие проблеми. И тоа е тоа. А што е со девојчињата кои што вежбаат на часовите по физичко? Малку да ја прошириме темата. Дали тие за време на менструацијата би можеле да бидат активни на овие часови? Па, јас колку што знам, уште јас додека бев основно оделение, основно училиште, наставникот ни оставаше 2 дена во неделата, може да паузираме. Така да, за тие, поготово тие повеќе се срамливи и не сака дури во собликувална да се соблечат. Така да за нив одговара дури и изостанување. Мислам дека секој професор по физичко има разбирање и кога ќе се каже женски проблем, не се навлегува во тоа. Мислам, не е коректно да се детето да тренира и да сега нешто да се прокрвари, па да психолошки од другите деца да се срами. Иако денеска се уште е табу тема менструација, меѓутоа децата почнуваат да зборуваат за менструација. Многу е битно да гласно и јасно се зборува за менструација. Дека тоа е добро, не дека е лошо. Така, тоа е дел од природниот животен циклус кај жената и, како што веќе појаснивте, незината редовност влие врз целокупното општо здравје, влие на многу органи. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Така, се јавува мајка од Велес на 11 годишно девојче. Така. Кое што во ноември месец секи трет пат доби менструален циклус, но со тоа што во ноември месец се продолжи циклусот 20 дена. Испитавме крвна слика, се покажа дека серумското железо е 4, што е ниско. Таа тренира фудбал и не може да прифати дека треба да одмара во согласност со тренерот, дека треба да одмара за да го покачиме серумското железо. Меѓутоа, јас сум мајка, односно девојче, сум со хормонален дисбаланс и со полицистични јајници, со кои што примам терапија Диане и се уште ја примам. Дали може сето тоа да го така да кажем, да го има кај девојчето мое да го наследи и што треба во овој случај кога толку ќе се продолжи циклусот да превземам, пошто 20 дена цел месец ноември имаше менструален циклус. Така, значи менструално крварење кое што било продолжено 20 на дена и сега веќе се јавила анемија, односно слабо
паднато серумско железо. Ви благодарам за прашањето, ова е едно убаво прашање, повелете докторке. Јас како што разбрав дека три циклуса се првите циклуси. Така, сега започнал менструалниот циклус. Така, до сега за сега 3 циклуса имало. Да, значи тие се обично нередовни циклуси на почетокот. Додека се тие се најчесто ановулаторни, додека се воспостави таа хормонска оска, нели мозок, јајници. Значи нормално е да се нередовни или редовни па повеќе да крвари, меѓутоа таа анемија мора да се коригира, мора да се побара лекарска помош, доколку во овој случај тренингот не бил вистинска причина за да она има ниско серумско железо, тоа преку ноќ не станува. Сепак треба да одмори од тренинг, треба да дојде на лекар, треба да се консултира. Полицистични јајници се дефинираат на поинаков начин, и ултразвучен наод, хормонски статус, значи сето тоа мајката треба може тоа да се наследи, дали полицистични јајници, синдромот на полицистични јајници, дали може се наследува? Може да има некоја фамилиарна, меѓутоа не мора да значи. И каде сега треба да се јават на гинеколог или на детски ендокринолог треба да се направи прегледот? Па тука може и таму, меѓутоа гинекологот ќе го направи ултразвучниот преглед. Така да ќе се знае и од таа страна, иако двајца доктори, две мислења кога се, подобри се. Значи најдобро и кај детски ендокринолог и кај гинеколог според вас, ако добро ве разбрав, да се направи преглед. А девојчето паузирава како што разбрав? Па треба, значи да направи мала пауза на трехемоглобин, она е омалаксана, она не може ни на школа, значи треба да учи, треба да памти, треба да ги оствари задачите што на школа првен, па после на тренинг. Значи тука имаме сериозно треба да се пристапи на кај ова девојче. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најпрво поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Вака, имам едно прашање. Јас сум 38 години, мајка на две дечиња, 14 годишна и 11 годишна. Веќе 3 години, да речам, се занимавам со фитнес. Во смисол вежбам теретана. Исто како девојче пред да се породам, а еве и сега, значи првите денови, 2-3 денови од менструалниот циклус ми се болни. Прашањето ми е до докторката. Дали треба првите 2-3 дена да го прекинам тренингот, да не одам за време на менструалниот циклус, или тоа воопшто не смета, да речем, на здравието? Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма и ова е едно убаво прашање што да се прави во тие моменти кога жената чувствува болки, а ништо тренира. Па вака, значи тоа е повторно индивидуално. Значи постојат жени кои што со менструација може да тренира, се прилагодува на тренингот, жени кои што не сакаат да тренираат со менструација и смета влошка, и смета тампон и не сака. Значи тој ден тие 2 дена не мора да тренира, тоа е индивидуално за неа. Меѓутоа по здравието нема некоја штетна. До сега спортот воопшто нема штетни последици. Тој ден ако се осеќа омалаксана, не мора, дај му на своето тело поварно одмор, најдобра физикална терапија е, да речам. И после тоа си спремен, можеш да продолжиш со секојдневните активности, меѓутоа дека значи болест не. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас, до гостинката. Вака, значи, јас сум на 35 годишна возраст, веќе 2 година поред сум на имав канцер на дојка, канцерот излезе нели хормонски зависен, мораше да се прекине циклусот, веќе 2 години сум без циклус, односно примам инекција на секои 3 месеци. Сега веќе ја примив последната инекција од нели што требаше да биде за циклусот, и сега малку се плашам како натака ќе бидат тие менструални циклуси, како ќе биде крварењето, дали ќе биде со редовност. Јас пред тоа имав, значи, редовен менструален циклус, мајка сум на 2 деца. Би сакала да слушнам мислење докторката во врска со тоа. Инаку сум физички активна, спортувам, колку можам се трудам и тоа. Рековте дека имате 35 години, ако добро ве разбрав. 35 години, веќе 2 години сум без менструален циклус, од кој што пред 7 месеци имав киретажа.
се случи задебелување на ендометриумот и мораше да имам керетаж. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Какви насоки би можеле да дадете? Може ли да се предвиди каква ќе биде првично тоа администрацијата? што она под 35 години, веќе пред 2 години кажа, значи на 33 се случува канцерот на дојка. Значи веќе ако е канцер на дојка, претпоставувам патохистолошки се е докажан се дека и е изваден. Значи првен генетски ако се девојчиња, доколку има девојчиња, рече две деца, не разбрав само дали се девојчиња, треба генетски да се испитаат за генетска наследност. Тие два гена што се мутирани обично. Да, бидејќи сигурно се плаши и за децата. Сега за тоа што изостанала веќе 2 години менструацијата, веќе не мислам дека ќе дојде, меѓутоа тоа што се задебил ендометриумот е поради тоа што ја прима терапијата. На секој 6 месеци она се контролира и мора да се види зошто е задебелен ендометриум, за дали ќе треба да има интервенција на гениталните внатрешни органи, дали треба матка јајници да се отстранува. Но може ли да се врати менструацијата по прекинувањето на овие лекови кои што се блокатори на... Се додека пие, не. Додека пие не, но сега откако ќе се... Па тешко дека ќе ги остави. Аха, добро. Така, значи тоа говори вашето искуство. Чиме е искуство. хормонски зависен, она кажа дека она секако нема. Така, продолжуваме понатаму. Што е со девојчињата кои што вежбаат? Имаме уште еден гледач. Добро, ќе му дадеме предност, па продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден до емисијата и до Ви докторката. благодарам. Добар ден и за вас. Би сакала да прашам дали ние што сме оперирани од дојка годишно треба да правиме гинеколошки преглед. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Малку излеговме од денешниот концепт, но ете, што би советувале? Добро, ме интересира во ред, значи мора да прави гинеколошки преглед. Поради тоа што она пие веќе, вајда тамоксифен пие, со тоа што мора да се мери ендометриум. Значи, внатрешен ендометриум е дебелината на внатрешниот слој на матката? На матката, да. Значи мора да посети гинеколог барем еднаш годишно. Така, еднаш во годината. Сметам дека матичниот лекар во најмала рака, ако гинекологот не знае за таа ситуација, матичниот лекар треба да ја посоветува. Се повеќе девојчиња се вклучени во разни спортски активности. Дали кај нив може да дојде до доцнење на почетокот на менструалниот циклус, на првото менструално крварење, поради интензивните тренинзи? Па, значи, вака, чиме првиот менструален циклус се работи, значи, за девојчиња 8-9 оделение, иако денеска се симнува симнува границата 12 години веќе да добиваат, значи веќе 6-11 години кои што имаат. Кај нас не можеме да зборуваме за професионален спорт во 5 оделение, да речам, на 10 години. Да, одат на тренинг најчесто 3 пати неделно. Но затоа родителите тука би ги вклучила да внимаваат, бидејќи децата одат на школа и на школо секако има и тренинг, значи на школо мора да одговори максимално ментално првен, или ги прашуваат наставници, мора да научи се. А после школо има додатна настава, одат на еден тренинг, да речам, играорна денес оди, после играорна има англиски јазик, па утре сакала да оди тенис. Тука веќе 3 пати неделно може би играорна има, меѓутоа со тенисот веќе влегува 5 пати неделно, тоа дете и да рекреативно оди и само да се појави за да му биде, понекогаш може и родителите сакаат повеќе пауз за нив, децата да бидат во се вклучени, а меѓутоа тука мора да се внимава посебно на исхраната. Значи сите тие активности за децата значат поголем калориски внес, за да сите, бидејќи базалниот метаболизам за основно работење на самите органи, плюс нашколо мисловниот процес и бара своји калории. Екстра се овие англиски јазик, играорна во моментов, се извинувам сега, може би друг спорт ќе рече зошто мене не. Нели, секој ангажман си бара свој влог. Енергетски така. Да, така да мора со исхраната и родителите посебно да се внимава, значи 3 оброка, 2 маренди, да речам, ужинки. Кај децата за да децата сега тука сето она што не е балансирано, поготово со менструацијата можеме да очекуваме изостанување. Така да веќе во
на 13 години може да очекуваме децата да тренираат, да речем, 5 пати неделно, да се занимава. Например, карате веќе тука може, атлетика веќе да постигнува и резултати во одредени спортови. Но изостанување на менструација е и такако знак каде што треба да побараат помош. Првично може и педијатар, значи педијатар. Многу е битно комуникацијата помеѓу докторите. Или самиот пристап родителот дека треба да знае да побара помош. Понекогаш за нив е во ред изостанувањето. Не е во ред кога еднаш, 2 пати, 3 пати се добило, па после нема. Така, јасно. Ќе вклучим уште гледачи. Да, има денеска интерес да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Дали сум во програма? Да, во програма сте, ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. Ви благодарам. Вака, имам 40 години, значи наполни 40 години, достага не сум се остварила како мајка, Така. ама прв пат годинава, поради неправилна исхрана, поради тоа што не спортувам, значи воопшто не спортувам, неправилна исхрана, брза храна, значи 40 години имам и од стрес и ми каснеше менструацијата, значи менструалниот процес ми каснеше. Така прв пат ми се случува, 2 недели, 2 месеца ми каснеше, па повторно, значи каснеше менструација и матечниот гинеколог мој ме прати да направам хормоните да ги испитам. И на тој тест за хормоните се беше окей, само што естрогените ми беа покачени. Аха, покачени ви беа естрогените. Естрогените, да. Друго, значи, се беше во ред и сега еве планирам бременост. И дали треба нешто дополнителна исхрана, дополнителни лекови, апчиња, значи на што да обрнам внимание, терапија некоја да примам. Извинувам сега, сака слушателката да се спреми за бременост. Така, сака да се подготви за бременост. Ви благодарам за вклучувањето во програма, сака да се подготви за бременост и што би можела, дали треба нешто? Кажа дека она претходно немала родено. Да, значи, не е реализирана години, како мајка значи, за сега. Ке треба секако да побара помош, посебно од гинеколозите кои што се занимаваат со инвитро. Значи може кај веќе 40 години е тука веќе и добиваат и ваучер за инвитро. Мора да се прегледа добро, значи да се видат. Има шанса по природен пат да забреме на таа возраст? Има шанса, значи меѓутоа она веќе влегува, само со годините влегува во ризична група. Годините ја ставаат. така. Па веќе ја ставаат во таа група. Меѓутоа, тоа не значи дека она не може да остане бремено спонтано, да, бременост да се случи. Природно. Меѓутоа мора да се видат убаво хормоните, значи односот. Естрогените може биле малку покачени, треба да се видат и другите женски полови хормони во кој однос се. Дали еден од друг отстапуваат премногу, дали се, значи има некои суптилни знаци кои што сега вака може не е благодарно по телефон не може да се искоментира, мора да се видат. Да, значи покрај ехонаот, значи треба жената да се прегледа добро. Матичниот гинеколог е тој што е прва линија за прашања, а понатаму тој организира се. Така да не верувам дека тој нема да помисли на најдобро, дека ќе ја прати кај што треба. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Имам девојче, 18 години. Така. И има полицистични јајници. Прима Дијане 35 апчина. Дали да ги прима или да ги исклучиме? Ако не ги прима апчината, не иди редовно циклус. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Овој синдром на полицистични јајници е, за жал, често присутен. Да, значи штом ќе ги исклучи она таблетките, се не знам дали се работи за прекумерна тежина екстра, значи она можеби треба да поработи и на тоа. Меѓутоа неблагодарно е сега вака на непрегледан пациент да кажувам некоја да исклучи терапија или да вклучи терапија на некој веќе што прегледал и да сугерираш нешто. Значи повторно единствено што можам да препорачам доколку се работи за вишок килограми. Да, пациентката може да размислува и за ослабување, понекогаш тоа значи дека намалувањето на телесна тежина
доведува во ред циклус, меѓутоа повторно тој што ги дал таблетите, тој треба да ги исклучи. Тој го знае целосно историјата, ја знае на болеста, така да мислам дека е коректно таму кај што била. Еве, јас бесплатен совет, барем мислам дека нема да се лути тој колега. Нема зошто, насочивте всушност што треба да се направи. Докторке, кога зборуваме за менструално крварење и спортување, односно вежбање, има ли спортови каде што сепак на тоа се гледа на поинаков начин? Да речеме, што со пливачките? Оние кои што се во вода. Знаеме дека не е баш ниту хигиенски да се влезе во вода во една таква состојба. Треба ли тука тренинзите да се прекинат или што се презема во такви случаи? Па до сега пливачките не се пожалиле нешто. Значи се снаоѓаат како знаат. Во таков случај. Да, тука значи не можеш контрацептиви цело време да даваш. Иако повторно ќе речам, по најнови светски протоколи доаѓаат контрацептивите како прва линија за регулирање на циклус и за изостанување за да спортистката може да го даде максимумот. Меѓутоа, они вајда се снаоѓаат нешто тампони, бидејќи до сега ниедна не се пожалила. Може и со менструација да влегуваат во базен, не сум сигурна, бидејќи тренингот е само за нив тогаш во тој базен. Искрено не можам да кажам. До сега сум немала прашање, меѓутоа вајда сами се снаоѓаат како знаат. И умеат, така. Инаку клиниката Жан Митрев стана медицински партнер на македонскиот шампион, ракометниот клуб Ѓорче Петров. Колку доктори сте вклучени во тој тим и на каков начин всушност планирате да се грижите за здравјето на ракометарките? Па да, ние вака како медицински партнер на ракометниот клуб во моментов, значи, влегуваме интернист, гинеколог, веќе имав и некој преглед како гинеколог. Значи, предавање сега ќе организираме за превенција, за да знаат што значи редовен циклус, дека тој значи и редовниот циклус, значи одржување на форма, одржување на перформанси, значи, бидејќи спортистките треба да ни траат. Доколку се види дека има потреба од психолог, психијатар, значи, целиот тим е на располагање. Каква потреба и да имаат, ние сме тука. Сега, дали секоја жена која што интензивно спортува повеќе од 5 пати во неделата, без разлика дали професионално и рекреативно, ако забележи промени во редовноста на менструалниот циклус, треба да се јави на гинеколог? Еве со ова да заокружиме? Па, како што кажав, еден месец не значи. Еден месец не значи ништо, значи? Да, стрес, значи било што, промена на клима, промена, нели, отишла на одмор, да речеме, или нешто, нели, еден месец не значи ништо. Повеќе од 3 веќе значи нешто, треба да дојде и да побара помош. Иако не значи дека и со тоа што еднаш изостанало, слободно може да дојде, нека не побара, ќе ја објасниме, ќе ја прегледаме, може би има друг проблем. Така да. Така, и други проблеми може да доведе до отсуство на менструалниот циклус. Да. Кај сите жени, па тука се вклучително и спортистките. Да, зборувам за три циклуси во моментов од оваа тема, нели, со исхраната. Меѓутоа не значи дека најчесто еден циклус, нели, не можеме да кажеме дека е патологија, меѓутоа загриженост секако ќе постои кај неа. Треба, може, во секое време сме отворени, може да дојде на побара, да праша, пневматичен гинеколог, кого сака. Битно е да дојде и да праша. И да знаат спортистките дека всушност тоа не е нормално, бидејќи некој смета дека е нормално да прекинат менструалните крварења по известно време при интензивно спортување. Доктор, ќе ви благодарам многу за оваа убава тема што ја обработивме во денешната Телма амбуланта и што на едноставен јасен начин појаснивте разни аспекти од оваа сложена проблематика. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам дека гледачите толку колку што слушаат дека разбра. Може би има спортистки што гледаат, може би нема, меѓутоа многу се битни и навивачите, многу се битни родителите во целата ситуација, баби, дедовци, вујни, вујковци, чичковци, значи секој еден учествува во таа превенција. Штом ќе види, може би сега тоа што ќе слушне на емисијава, ќе го пренесе. Многу е битно да се пренесе информацијата отколку да се чува. Така да ви благодарам повторно што ме слушавте, што ми дадовте простор и се надевам дека ќе помогнеме некому. Така и ви благодарам и што ја овозможивте и ние да ги прошириме нашите познавања во одредена област на медицината и да се грижиме за нашето здравје.
Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.